Ако внимателно не следите, нагласивме уште еднаш на почетокот денеска во Фактор здравје ќе потсетам дека оваа тековна четврта поред сезона на емисијата ќе трае до утре, а веќе од понеделник имате можност да проследите и да видите дел репризен од емисиите кои што одеа од оваа тековна сезона. Новите емисии, новата петта сезона од Фактор здравје ќе почне на 31 август, а до тогаш останува пред се да ве поздравам и да ви посакам и денеска добре дојде во Фактор здравје. Темата со која што денеска ќе ве анимираме и повторно се надевам ќе ни ја дадете вашата доверба преку вашата присутност пред екраните и вашите јавувања е насловена инфекции во лето. Тема која што е во контекст на летните горештини, летните одмори и она што е најважно како превентивно да делувате на вашето здравје. А кога превенцијата станува збор и кога за неја зборуваме во Фактор здравје, знаете дека нашата препорака е потврдениот и најсилниот антиоксидант G132 плюс натурал, кој што и денеска ви го препорачувам да го земате како подкрепа на вашата медикаментозна терапија или во превентивни цели во текот на целата година. Подсетување кое што сигурен сум дека веќе добро го знаете е фактот дека G132 плюс натурал е јапонска потврдена природна формула која што е достапна во блистер и една 15-дневна терапија ќе ве чини 1100 денари. Мислете на вашето мото и секогаш, буквално секогаш, имајте силен имун систем за да одложите или спречите појава на некои болести или состојби кои што можат да го загрезат она најважното, а тоа е вашето здравје. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. А, Б, С, Д, Г, го прашат за деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, посилно од шкрек, имунитетот ке е силен као само речек. Дукица продуктот, здрави резултатот. Ќе ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот, како дополнителна терапија, ми препорача и антиоксидант G132 плюс натурал со објаснување дека вирусите во кои што спаѓа и ХПВ вирусот се уништуваат со антиоксиданси. После 3-месечна терапија на антиоксидансот G132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе ЦИН. Денес се чувствувам здраво, имунитетот ми е во подобра ситуација, а стресот го контролирам. Сето тоа благодарение на G132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Уште еднаш ви посакувам добре дојде денеска во Фактор здравје со темата која што веќе ја споменав, а веќе имате на вашите мали екрани, а е насловена инфекции во лето. Денешната тема ќе ви ја доближиме со уште една наша докажана, би рекол, пријателка на Фактор здравје, докажан професионалец и по вашите јавувања гостинка која што секогаш со задоволство сакате да ја видите за да ги слушнете новите практични и научни знаења кои што таа секојдневно во меѓувреме помеѓу две гостувања во Фактор здравје несомнено ги надополнува. Тоа е магистар
магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол во Скопје и на селбата Хром исто така во Скопје. Добар ден и како сте после вашиот годишен одмор? Одлично одморена, со нови сили за нови победи. Да, како го поднесувате ова топло време во Скопје? Како и сите останати, мора да се привикнуваме на климата, како да. и на условите како се привикнувате освен работата и клима уредите? Па како сите вообичаено, значи повеќе течности, овошје, зеленчук, како сите препораки што ги дава, така да и ние мора да се прилагодуваме и спрема времето и спрема условите. Значи не е куртоазно само да се даваат совети, туку и на себе ги применувате. Токму така. Да. Денеска ќе зборуваме за инфекциите во лето, тема која што е актуелна и е во потен би рекол, со оглед на тоа што и тоа е моето прво прашање, дали летото само по себе предиспонира луѓето да се почесто подложни на инфекции? Во однос на другите делови од годината. Не би можеле да поделиме колку се повеќе подложни или не. Во секој случај летото носи малку појак имун систем, за разлика од зимскиот период кога морите како да работиме на имуниот систем, така да појакиот имун систем на некој начин станува збор за почеста способност на организмот да се избори при допир со било какви бактерии, вируси или одредени други агенси. Во секој случај, сепак инфекциите во летото и како се присутни, токму еве оваа емисија ќе направиме пресек што е она од што луѓето треба повеќе да превенираат за да не дојде до одредена инфекција, зашто сведоци сме сите ние, дека и во летниот период не можеме да се изолираме од инфекциите, поготово од оние ентерококни инфекции кои што многу често предизвикуваат проливи, нагони на повраќање. Тука повторно причината е лесно расипливата храна и неправилниот внес на прехранбените производи. Потоа тука се многу често уринарните инфекции кои што во летно време и како се присутни поради користењето на базените и многу често јас велам несоодветната едукација на нашето население кога и како треба да ги користи овие базени и при тоа на некој начин и несоодветната заштита, затоа што многу често базените се проектирани за одреден број на луѓе, а секогаш тие се преполнети и многу повеќе посетители има, така да секогаш водите кои што ги се неистечни, при тоа не можат да самиот хлор и филтри да постигнат во прочистување на таа вода и како се потенцијален извор за вакви бактериски инфекции. Бактериски инфекции од аспект не само на уринарни инфекции, туку инфекции на увото, како што се многу често екстерни отитиси, на ушниот канал, воспалителни процеси, вагинални инфекции и така натаму. Така да еве ова емисија ќе ја наменеме токму за тоа како да се заштитиме и превенираме да не дојде до вакви инфекции во лето кои што поготово се посебно непријатни бидејќи голем дел од нив се пропратени со висока температура, така да самото време до некаде дополнително отежнува да се поминат сите овие симптоми и еве да кажеме каде точно треба да се заштитат нашите пациенти. И рековте дека ќе надополнам, сигурно ќе се согласите дека токму овие инфекции во летниот период можат и да го растурат летниот одмор или да го расипат во крајна линија, затоа што ако се појави таа треба да се лекува константно и во меѓувреме сигурно да не се изложува на сонце или понатаму вода и така натаму, но ќе објасниме. Еве на почеток може да ги опфатиме децата или онаа најмлада популација во однос на инфекциите, бидејќи тие би рекол најмногу сакаат да се капат во базени или проточни води. Еве конкретно кога зборуваме за деца, на што тие се најмногу подложни во однос на инфекциите и по кој пат најчесто тие се инфицираат покрај храната, тука да ја напоменеме. Да. Многу често дечињата поготово со промена на вода, исхрана, клима и како се подложни посебно на ентерококните инфекции кои што во основа даваат нагони на повраќање, и кога имаме салмонелози, поточно инфекција од расипана храна, пропратени се со многу диареи што може, тоа се проливчиња кои што може да доведат до дехидрирање на децата и во основа тука се сите оние пропратни симптоми каде што голем број од овие инфекции се препратени со високи температури. Па заради тоа секогаш велиме кога се оди на одмори, самите родители се како спремни, посебно на секојдневна заштита што се ја носат за заштита од сонце, секогаш си имаат тие онаа кутија за прва помош за која што минатиот емисија изборувавме, во кој што и како се присутни овие пробиотици, евентуално одредени електролити кои што во ситуација да дојде до повраќање и пролив, ќе гледаат на некој начин да ја санираат состојбата се додека не ја побараат медицинската помош од лекарите.
Освен тоа, значи, не само децата и возрастните сите како, значи, може да дојде и кај нив до овакви ентерококни инфекции и заради тоа, значи, препораките што важат за децата важат и за возрастните. Конзумацијата на лесна храна, повеќе течности, значи водата приоритетно е таа што се внесува како течност, овош е зеленчук, а при тоа да се избегнуваат сите онаа храна која што е потешка, што содржи повеќе протеини и масноти, која што е при тоа лесно расиплива на високите температури. Она што е важно, рековте дека имуниот систем е во однос со останатите периоди од годината, токму во лето и летните месеци исклучително на високо ниво и тој не штити нормално и превентивно делува врз целиот организам, но кога ја споменувате храната и она што полесно како храна треба да се внесува, дали термички таа треба да се обработува сигурно во однос на пржената или храната која што долго време или за кратко време фастфуд или онаа брза храна се преферира токму кога сме на одмор или кога сме во летниот период. Да, затоа фастфуд храната и треба да се избегнува во ваквите месеци, зашто никој ние кога купуваме нели фастфуд храна не сме сигурни колку долго значи има таа отстоено во самата продавница, иако секогаш се оди кон тоа значи из храната да се избегнуваат баш овие производи и преработки на месо, бидејќи месото и tekako е подлога за развивање и размножување на салмонелозите. Оно што сакав само да надополнаме дека кога зборуваме токму за овие меса и месни преработки, како што рековте првенствено да се избегнуваат ако е можно во летниот период и претпоставувам повеќе да се јаде растителна храна која што е од растително потекло. Да. И сепак храна која што сме сигурни, значи друго е хотелите каде што има поголем обрт, значи рестораните каде што се гледа дека има голем обрт значи на храна која што не отстојува, сепак да одиме на посигурен тип на исхрана. И доколку дојде до случај да се посомневаме дека има значи појава на труење од некоја храна, сепак тука се одредени препарати од типот на активен јаглен кои што на сите ни се добро познати, кои што кога ќе ги осетиме првите симптоми, значи како прва помош секогаш се зема активниот јаглен за да може се она што е како штетен прехранбен производ внесен со исхраната да се ресорбира и да не се дозволи понатамошно развивање на штетните бактерии во цревниот систем. Во воведот на почетокот споменавте дека и базените или оние непроточни води се многу често, да речам, базен или можеби база, основа за развивање или фаќање на тие бактериски инфекции без оглед дали се деца или повозрасна популација, па што е она што како инфект или како бактерија предизвикуваат токму на овие непроточни води и каква симптоматологија може да дадат? Така, базените иако значи по правило постојат физички и хемиски филтри кои што ги ја прочистуваат ова вода, тука е и хлорираната вода, самото хлорирање на водата и остатокот на нерезидуален хлор кој што ние секогаш го чувствуваме кога влегуваме во базените, е на некој начин заштита за да не дојде до ширење на вакви бактериски инфекции. Меѓутоа многу често кога рековме дека базените се проектирани за одреден број на посетители, многу често таа бројка на посетители е многу поголема од дозволената и тогаш овие филтри начини на заштита на базените не е сосема доволна за да се заштитат од пренос на вакви бактериски инфекции. Значи најчесто кога станува збор за уринарни инфекции, тука е честиот причинител на Ешерихија коли, клепсиела, протеус, мирабилис кои што предизвикуваат уринарни инфекции и заради тоа ја велам секогаш мора да има одредена предупредување на луѓето кои што се склони кон уринарните инфекции да ги избегнуваат базените како места каде што значи ќе се разладуваат затоа што тоа може поголема штета да им донесе, првенствено затоа што тие се склони кон такви инфекции многу лесно може да дојде кај нив до таква уринарна инфекција и секогаш ја што би рекла да имаат сите луѓе да имаат одредена култура на однесување, знаејќи кога имаат одредена бактериска инфекција, дали е уринарна, вагинална или инфекција на кожата, што многу често се случува и како предупредување стои во секој базен, како јавен објект дека не сме да се влегува доколку си има отворена рана, од аспект дека значи самиот корисник на базенот и како може да направи инфекција и доколку веќе нема инфекција на самата рана, а дополнително да биде и значи преносител на одредени бактериски инфекции. Заради тоа секогаш велам, луѓето кои што знаат дека имаат одредена бактериска инфекција заради заштити на останатите треба да ги избегнуваат овие значи базени, а при тоа кога веќе сме склони значи кон вакви инфекции повторно да најдеме друг начин да се разладиме во летните месеци. Тука сакам да ги поканам сите оние кои што се ова поплатне со Фактор здравје 60911925 и 60911924 се телефонските броеви кои што ви овозможуваат директен контакт со нас во Фактор здравје.
Слободно јавете се и поставете прашање во однос на денешната тема инфекции во лето, тема која што ви ја доближуваме преку гостувањето на магистар фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на аптеките Д на Анифарм во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје. А пак доколку сакате не само оваа емисија и сите претходни повторно да ги погледнете, слободно кликнете или посетете на социјалните мрежи, како и на www.24vesti.mk. Она што го споменавте во однос на уринарните инфекции, рековте дека не се само жените или мажите предиспонирани, туку и децата исто така може да бидат носители или да бидат преносители на одредена инфекција. Кажете ми кои се симптомите или како најдобро или најчесто може тоа да се почувствува или дали воопшто имаат симптоми за да се побара прва лекарска помош? Да. Симптомите најчесто, значи децата не се изолирани од овој тип на инфекции, почесто девојчињата за разлика од момчињата, меѓутоа момчињата значи се јавуваат и кај вакви уринарни инфекции. Симптомите многу често се, ако се јават, значи првенствено се со значи печење при мокрење, почеста потреба од мокрење и при тоа кај одредени инфекции, значи кои што се во поодминат стадиум, значи може да се јави повишена телесна температура. Во вакви ситуации затоа велам дека сепак ќе мора да се направи пред да се почне било каква терапија, значи да се посети лекар за да преку уринокултурата се утврди за кој тип на бактерија станува збор, за да се одбере најсоодветниот антибиотик за третман. Одредени инфекции доколку навреме не се третираат, значи еве се случува некогаш сме нели на одмори, токму имаме периоди кога не можеме да посетиме лекари да земеме соодветна антибиотска терапија, тука се одредени чаеви, така, симптоми, можни тоа. Значи, секогаш се поголем внес на течности, поможност чаеви од кои што значи и постетура антисептични чаеви кои што и текако значи прават прочистување на некој начин, отстранување на дел од овие штетни бактерии во уринарниот тракт, се додека не се појде повторно на лекар, значи да се одложи оваа ситуација барем едно 2-3 дена додека да се побара соодветна лекарска помош. Само лекувањето во основа понатаму дава несоодветно дијагностицирање кое што може само да го пролонгира третманот на уринарната инфекција. Ако уринарните инфекции не се третираат, многу често тие знаат симптомите да се многу интензивни, меѓутоа со земањето на терапијата самите симптоми брзо исчезнуваат, меѓутоа кај одредени особи значи се јавуваат реинфекции, па заради тоа постојат и одредени начини каде што ваквите особи можат да направат одреден вид на превенција преку нели подигнување на имунолошкиот систем токму спрема овие најчести причинители на уринарни инфекции. Тоа се еден вид на пироз вакцини кои што ги содржат клепсиелот, ешерихијата и протеусот во мали дози како атенуирани антигени кои што и текако го подигнуваат имунолошкиот систем кај овие пациенти и не дозволуваат толку чести рецидиви и повторување на инфекциите. И повторно ќе кажам, секоја инфекција која што не е соодветно и долго времено третирана онака како што треба повторно се јавуваат рецидиви, постои опасност истата инфекција понатаму да се прошири на бубрезите, која што е веќе посложен процес. Она што сакам уште еднаш да го потенцираме, рековте 2-3 дена по инфекцијата, ако се побара лекарска помош, сигурно не е толку долг период за да се искомплицира ситуацијата. Да речам, тој е некој период кој што може да се дозволи пациентот дали да побара по соодветна лекарска помош или можеби да се врати од тоа место каде што летува дома. Да, тоа е оној период кога на пример се случува да на сите нас некогаш во петокот од прилика пред викенд да се јават тие симптоми, па секогаш подобро е значи тие 2 дена да се почека со одреден ура антисептик, увин, чај, брусница, се додека не се дојде и не се побара соодветна. Да не се земе антибиотик не се земаат антибиотици. Постојат одредени ура антисептици кои што ваквите пациенти кои што имаат чести реинфекции, тоа секогаш си ги имаат на некој начин во домашни услови и знаат многу често самите да си ја припишат терапијата, што во даден момент кога овие симптоми се многу интензивни, не може да се значи издржи 2 дена додека да се појде на лекар, тогаш се случуваат и такви ситуации да пациентите самостојно почнат со терапија која што треба соодветно долго да трае, а сепак моја препорака е после завршената антибиотска терапија и поминати 7 до 10 дена од земената терапија, сепак да се направи уринокултура за да точно се утврди причинителот. И она што е важно, уште еднаш рековте, 7 до 10 дена се пие дозата на антибиотикот, иако можеби повлекување на симптомите би настанали по неколку дена од земањето. Терапијата секогаш по протокол се зема до крај. По
протокол се зема до крај, меѓутоа има некои уринарни инфекции што бараат и пократка терапија, 3 дена, зависно од тоа кој тип на антибиотики. И токму заради тоа и заради протоколите што ги знаат самите матични доктори, како е битно да се побара стручна помош, затоа што секоја терапија, зависно од антибиотикот и антисептикот, е во различна должина и зависно од самата клиничка слика и од самиот причинител. Затоа понекогаш велам тие 2 дена, 3 подобро да се почека и да се почне со соодветна терапија, зашто таа во секој случај ќе биде поправилно одбрана и самата инфекција соодветно истретирана, да. Во крајна линија. Благодарам за овој дел од разговорот. Во вториот ќе продолжиме на споменатата тема инфекции во лето, а јас ве поканувам доколку имате интерес после рекламите да се јавите и да ни го збогатите и денешното продолжение од Фактор здравје. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Г132 плюс натурал ми го смени животот. Еве и зошто. Мокрев често. Особено ноќе станував по неколку пати. Најмногу ме плашеа болките и ургентниот нагон за мокрење. Бев под целосна лекарска контрола. Лекарот предложи терапија и доколку нема подобрување, операција. Но за среќа ми предложи заедно со лековите да го користам Г132 плюс натурал зелено пакување. Секој утро пред доручек земав по една капсула Г и по извесен период почувствував голем напредок. Го решив проблемот со простатата. Болките престанаа, мокрењето се стабилизира. Сега се чувствувам здраво и редовно го конзумирам Г, зашто знам, Г132 плюс натурал ми го смени животот. За да го избегнете оксидативниот стрес и да го подигнете имунолошкиот систем, за да се заштитите од преку 100 хронични заболувања и да го спречите напредувањето на слободните радикали кои се главни причинители на тешки заболувања, користете Г132+, една капсула пред доручек и пред вас имате сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Г-Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Г-Kids. ABCDG, го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, посилно од шкрек, имунитетот ке е силен као само речек. Г-Kids са продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца пите Г-Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Г-Kids. Ако од овој момент сте со Фактор здравје, добре дојде ви посакувам, а оние кои што од почеток не следат знаат дека денеска зборуваме на тема инфекции во лето, а ваша и само ваша гостинка и ова попладне е Билјана Божиновска, која што е магистар фармацевт и воедно менаџер на аптеките Д на Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Повелете на 6091924 и 6091925 да се јавите и да поставите прашање или да споделите некое лично искуство во однос на темата која што ви ја нудиме.
нудиме. Би сакал уште малку на уринарните инфекции да се задржиме со оглед на фактот дека ги споменавте бремените жени, што како физиолошка појава или состојба е многу честа, нормална секако, што е она на што тие се предиспонирани. Дали тие се поподложни на овие уринарни инфекции и зошто? Да, подложни се и на уринарни инфекции и на вагинални инфекции, заради тоа бремените жени како треба да ги избегнуваат базените, поточно по можност воопшто да не влегуваат во нив, затоа што сепак се во состојба каде што и слузницата е многу осетлива и склонна вагиналната, значи кон одредени бактериски инфекции и сепак значи треба тука посебна заштита. Уринарни инфекции нормално дека и кај нив се јавуваат и кај бремените жени кои што не посетуваат базени се чести уринарните инфекции заради самата физиологија и поврзаноста на уринарниот со гениталниот тракт и заради тоа сепак бремените жени не смеат да влегуваат во базените. Сигурно и не само на нив, туку и на плодот може на би плодот, да предизвикаат инфекцијата која што и не де Боже абортус. Така, кога е во раниот период на бременосите, така како може да дојде значи до несакан спонтан абортус, а веќе во подоцничниот период може таа инфекцијата преку плодот нормално да се префрли преку плодовата вода на плодот или доколку ако не е соодветно истретирана, а не дала соодветни симптоми при самото пораѓање да се пренеси на бебето. Заради тоа, значи, бремените жени повторно нека наоѓаат друг начин да се разладуваат, како и овие што имаат чести уринарни инфекции. И конечно во однос на уринарните инфекции или уште една категорија, не миновна, не само во однос на возрастната категорија, туку акт кој што се практикува и што е нормален, тоа се сексуалните односи. Исто така сексуално преносливите инфекции се чести во лето. Да. Што е она на што треба да се внимава и како, дали кондомот е физичката најевтината и најдобрата заштита. заштита. Најевтината и најдобрата заштита е сепак презервативот или кондомот кој што секој мора да си го практикува, поготово каде што имаме непознат партнер, што во последно време е сосема нормално. А кај одредени ситуации, значи, секогаш се овие сексуални преносливи болести се и текако се опасни, значи не почнувајќи само од бактериските инфекции, тука и сидата и така натаму, така да доволно имало и дискусии во тоа како младите треба да се заштитат и мислам дека сите тие се добро упатени во начинот на заштитата од овие сексуално преносливи заболувања. Уште еден аспект, уште една поента која што ја споменавте ми остана во сеќавање на која што како завршеток на овие уринарни инфекции би сакал да се навратиме, рековте дека оние постоечки води, односно неистечни води, како што се базените пред се, некои луѓе се предиспонирани или почесто да имаат инфекција, а некои можеби само да пренесат или да не бидат носители или да не заболат од некоја инфекција. Така. Што е клучот на успехот или дали имуниот систем и одговорот е клучен? Да го слушнеме јавувањето и ќе се вратиме на мојот одговор. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, господјо, добро дојдовте во Фактор здравје. Ве очекуваме со вашето прашање. Да. Прашањето е поврзано со тоа што премалку го зборувавте, со инфекциите кај бремените жени. Едно прашање, доколку кај бремената жена се појави инфекција, да речеме во 6-тиот месец бременоста, дали е неопходно да се третира со антибиотици? Лично кај мене беше, значи, во 1 милилитар околу 1 милион честици на бактеријата Escherichia и Klebsiella pneumoniae. И дали е поголем ризикот доколку се третира или доколку не се третира инфекцијата, пошто знаеме дека нели во бременост антибиотици не се препорачува да се користат. Во кој месец од бременост е земан антибиотикот? Во 6-тиот месец. Во 6-тиот месец. Дали ова доволно за одговор? Ви благодарам, господјо, за јавувањето. Да. Штом гинекологот, значи веќе се што е милион бактерии на милилитар урина е, значи мора да се третира таа бактериска инфекција, зашто штетата од самата инфекција од Ешерихијата и од клепсиелата може да биде како поголема него штетата што употребата антибиотикот може да ја направи. Веќе во 6-тиот месец органогенизата на плодот е завршена, значи формирани се сите ткива и органи, така да обично кога се сомневаа дали треба да се даде антибиотик или не, критични се првите 3 месеци од бременоста кога се уште не е завршена органогенизата и каде што одредени антибиотици може да наштетат на плодот. Меѓутоа кога е ваква ситуација, несумнено, значи штом гинекологот ја одлучил и според мене дека треба сепак да се третира оваа инфекција, бидејќи штетата што таа сама по себе може да ја направи врз плодот е многу поголема него штетата од самиот антибиотик. Значи исправно поставила исправно, нормално, да. Штом веќе има потреба и затоа реков не треба сомнеш да се
доколку и понекогаш имаме сомнеш во самата терапија, секогаш подобро е да се слушне втора, ако треба и трето мислење, за да едноставно кога го земаме лекот и препаратот, да имаме верба дека навистина сме на правиот пат на третирање на болест. Затоа што многу често се одлучуваме да го земеме или не го земеме лекот во однос на коментарите на нашите најблиски родители, комшии, да го прекинат несоодветно, тука веќе најдуваме до многу поголеми компликации. Заради тоа мораме малку да поработиме на свеста, значи дека мора да се има верба во комуникацијата со докторите и почесто и доколку се сомневаме во терапијата, нека се слушне и второ и трето мислење, меѓутоа никогаш да не се ослониме. Фармацевт или некој кој што исто така е образован и ја знае медицината. Да, секогаш консултации со повеќе лица и секогаш најавилам и ние кога никогаш не сме сигурни во некоја дадена терапија и како се консултираме со докторите, без разлика дали се тоа специјалисти матични каде што имаме нејасноти во терапијата, зашто секогаш целта крајна е да пациентот се одреди соодветна терапија за соодветно да се истретира проблемот и болест. И да се вратиме на моето прашање, да го повторам или го нема помните, потреба, да. Значи, зошто, почесто се прашувам, имаме луѓе кои што ги користат базините, некој заболува, некој не заболува од одредени уринарни инфекции. Повторно рековме, предиспозицијата, односно повторно се навраќаме на имунолошки систем, кој е итекако битен дали во летниот или зимскиот период. Заради тоа секогаш кога зборуваме, превенцијата е многу поефикасна, поевтина како варијанта и секогаш се навраќаме на тоа дека треба да се работи на имуниот систем, да се земат овие препарати во превентива, Г132 постојано го споменувате како најак антиоксиданс кој што и како делува на имунитетот, кај луѓето кои што во зимскиот период е малку повеќе потребен, меѓутоа кај ваквите пациенти кои што имаат чести уринарни инфекции, рековме дека работата на својот имунолошки систем треба да ја продолжат соодветни во летниот период и превентивно, значи да ги избегнуваат местата каде што повторно може да дојдат до појава на овакви уринарни инфекции. И оно што од вас го имам научено од претходно, а и што сигурно ќе го потврдите, дека иако е лето, рековте, треба да се одржува нивото на висок имун систем, бидејќи после лето доаѓа есен, кога ќе бидеме повторно подложни на ендогени или надворешни напади, што би рекол, и од инфекти, микроорганизми, така што ова секако би рекол е на некој начин подготовка и основа за да се одбраниме и во периодот што следува. Спремно да дочекаме есента. Иако се уште сме во лето, да не заборавиме. И уште еден аспект во однос на летните инфекции е сигурно најголемиот човеков орган, тоа е кожата. Многу често инфекции таму се јавуваат. Што од ваш аспект може да подсетите, односно да дадеме неколку поенти за кожата? Да, кожата значи е органот кој што е најмногу изложен, значи и на сонцето и на бактериските инфекции, тоа е сепак бариерата кој што човекот го штити од сите надворешни ендогени бактериски инфекции, вирусни инфекции така натаму. Имаме повторна категорија на пациенти кои што имаат одредени кожни проблеми, дали се тоа псоријатични промени, дали е тоа атопичен дерматитис кој што и како е карактеризиран со многу сува кожа. Значи, овие пациенти треба да ги избегнуваат повторно хлорираните води, затоа што самата хлор по себе ја суши дополнително кожата и ја прави таквата иритирана и сува кожа, која што е склона кон јавување на одредени површински ранички повреди, да бидат повеќе склона кон инфекција отколку она добра заштитената кожа. Заради тоа, секогаш алармот е да самата кожа доволно се заштитува во ваквите периоди, не само од УВ зраците, туку и од оваквите бактериски инфекции и кај сите овие луѓе кои што имаат конкретно вакви проблеми, повторно да се избегнуваат хлорираните води, односно базините, сепак да се користи, имаме море, сол, значи едноставно места каде што можеме поубаво, значи да се разладиме при тоа да не закачиме никаква инфекција ниту на кожата, ниту на гениталите, ниту на уринарниот тракт, така да мора секогаш, значи да го избереме она што е најповолно за нас. Затоа велам, секој човек треба приоритетно да мисли првенствено на своето здравје, меѓутоа да се грижи за здравјето на останатите и да има доволна совест и доблест кога има одредена инфекција да не ги користи овие базени. И тука исто многу често се јавуваат и отитисите, јас ќе се навратам, значи да, отитисите се многу специфични кај одредени пациенти, повторно тоа е специфична група на пациенти, сите нели не заболуваат и не јавуваат инфекција на увото.
Меѓутоа, оние кои што го знаат својот проблем, дека имаат склонност кон вакви инфекции, како треба повторно избегнување на базените. И зборував со еден исто пријателка оториноларинголог кој што многу ја ценам, која што во овој момент исто ми кажа дека многу често се јавуваат отитис екстерна, значи надворешен отитис, каде што чест причините лее псиудомонасот, кој што не е многу често специфичен за вакви воспалителни процеси, меѓутоа најчесто и најголем дел од нив повторно се јавуваат поради користењето на базените. И препорека повторно кај овие отитиси да не се оди кон слепа терапија. Значи, брисот земено дубо и како може да помогне кога ќе се знае за точно која бактерија станува збор за да се даде соодветна терапија. Стафилококната инфекција во главном се лекува со еден антибиотик во однос на инфекцијата со псиудомонас, така да антибиограмот и како може да ни помогне и на специјалистите и на матичните доктори во изборот на правиот антибиотик. И уште еднаш да апострофираме и да подсетиме дека антибиотикот не треба да се зема на своја рака и не треба со антибиотик да се лекуваат вирусните, туку само оние бактериски инфекции. И она што ме поттикна од вашето излагање за крај на овој разговор, уште да споменеме дали имате ситуации со оглед дека работите со пациенти, комуницирате со лица кои што сакаат превенција на своето здравје, да се појават инфекции токму во лето од различно потекло, односно инфекции, отитиси, например, уринарна инфекција во комбинација. Како тогаш се третираат? Дали се даваат два антибиотика или? Сепак зависно од типот на инфекцијата. Значи, секогаш пациентите ќе си побараат помош соодветна и стручна тамо каде што за отитисот, сепак и за едниот и за вториот случај има потреба од бриз. Ако бризот се установи дека се станува збор за бактерија која што е осетлива на еден ист антибиотик, тогаш ќе би биле среќни бидејќи и едната и другата инфекција ќе можеме да истретираме со еден антибиотик. Меѓутоа, доколку имаме инфекција каде што антибиотиците бактериите се осетливи на различни антибиотици, во тој случај не мора сепак во консултација со лекар да се одлучи кој антибиотик е приоритетен за третирање, која инфекција мора да и се даде приоритетна важност, или во даден случај ако треба и е неопходно и двете инфекции да се третираат паралелно со два антибиотика. Многу често се случуваат и ситуации каде што имаме третман со два антибиотика во исто време. Она што сакам уште да ви го нагласам, имате уште малку време да се јавите доколку сакате да поставите прашање на еден од двата понудени телефонски броеви и само кратко потсетување дека со магистер фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на аптеките на Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје, денеска во Фактор здравје зборуваме на тема инфекции во лето. Она што е важно уште еднаш да го нагласиме и да го потенцираме, тоа е превенцијата, не само за инфекциите, туку и за целото тело и организам во лето, освен она што на почетокот го рековте во однос на земањето лесна храна, течности, заштита на кожата која што е најмногу изложена на сонце и сигурно не појавување на плажа или изложување на сонце помеѓу 10 и 17 часот, што како превенција може да го потенцирате и уште еднаш да нагласиме како прва помош оние што одат некаде на летување, без оглед дали на вода или планина, треба да го имаат при себе на рака или при прва помош. Да, секогаш при прва помош, кога одат пациентите, секогаш мора да имаат одредени пробиотици за заштита од ентерококните инфекции, одредени електролити кои што се потребни и при проливи и повраќање, меѓутоа потребни и при евентуално сончаници каде што како дехидрира телото и се губат овие електролити. Неопходно е да се имаат одредени доколку пациентите имаат проблем со имунолошкиот систем, сепак да работат на својот имунитет и во летниот период, иако самиот Д витамин и сонцето значи поголем имунитет, меѓутоа имаме и категорија на луѓе каде што неопходност е имунолошкиот систем да се стимулира и во летните периоди, така да секогаш да се носи соодветната хронична терапија, она што е неопходна и потребна за самите пациенти. Така да тоа е она што не се прекинува таа хронична терапија, прекинува нормално, без консултација на лекар. Да го слушнеме и следното јавување. Повелете, добар ден. Добар ден. Задоволство ни е што и вас ве слушаме, благодарам за вашиот поздрав. Повелете со вашето прашање. Сакал да прашам гостинката едно прашање во вези бактерија салмонела. Не знам дали може нешто да ми одговори. Добро. Се работи за мало дете од 4,5 години, тоа јадови, па би сакал да знам дали освен она што е стандардна исхрана и еден антибиотик користевме, дали може нешто да се искористи, некои природни чаеви, нешто дополнително за да се поттикне. Така, од антибиотикот што користевте антибиотик, ентерофорил нешто?
Што користевте од антибиотик? Тој ампицилинот, мислам дека беше. Амоксиклав. Да, тој 4 дена тој негде траеше и меѓутоа не се... А со амоксиклавот не земавте некои додатоци од типот на пробиотици, линекс или нешто друго? Линекс. Така? Линекс ја пробаев, меѓутоа се уште тоа близо покажува позитивен. Па сега би сакале дали има нешто плюс. Да. Дополнително природно нешто, некој чајче или нешто така. Значи, според мене ова е доволно, значи што ми го објаснивте. Да, антибиотикот треба доволно долго да се третира, бидејќи многу често од несоодветен третман 4 дена се зависи колку бил во кој подем била развиена салмонелозата, тоа е повторно мислам инфекција од внес, значи на расипана храна, што рековме дека треба да се избегнува во летните периоди. Пробиотиците се битно да се внесуваат барем 2 часа или час време после земениот антибиотик, за да она што антибиотикот значи уништил штетната бактерија, одредени значи природна цревна флора направила оштетување, значи пробиотикот да ја насели. И моја добра препорака, доколку се уште траат симптомите, антибиотикот веќе е прекинат во терапијата, најдобра соодветна терапија е да се продолжи пробиотикот, без разлика дали се земале течности, значи постојат посебни флакончиња со пробиотици од различна фирма, тука е се и капсули кои што имаат пробиотик и пребиотик во комбинација. Во секој случај и после завршената терапија со антибиотикот барем едно уште 15 на денот нека се продолжи со оваа терапија за да може да се насели нормално цревната флора со нормална бактериска флора, која што на некој начин во овој случај е превенција од повторување и рецидиви на вакви ентерококни инфекции. И она што е важно, рековте, секогаш да се прави консултација со матичниот лекар и по извршената земање или доза земање на тој антибиотик да се направи повторно антибиограм, рековте, или урина кој уринарна инфекција, за да се негира постоењето на веќе третираната инфекција. Да. Ако е нека континуирана уринарна инфекција, постојат антисептици кои што малку во подолг период се примаат, па потоа или да се направи соодветно уринокултура за да може да се следи до каде е состојбата. Тоа го повторивме кај оние чести рецидиви кај што имаме многу често повторување на инфекциите. Во секој случај кога пациентот се чувствува добар, кога е соодветно земена терапија, тематичниот доктор ќе оцени дека е во ред со здравствената состојба на пациентот, мислам дека понатаму превенцијата е она која што барем во наредните 10 до 15 дена треба да се приминува за да зајакне организмот и да не се дозволат одредени рецидиви. Ви благодарам. Благодарам и на Уште вас. многу има што да се кажува, но ќе оставиме да рецидивираме на некој начин или да се повториме со некоја нова тема од септември. Ви посакувам успешна работа во август и повторно да се видиме во Фактор здравје. Благодарам и ја посакувам убав одмор и со нови сили од септември се дружиме повторно. Да, ви благодарам за вашето гостување и секое добро. Поздрав до колегите во ДНА Анифарм, а јас ви благодарам на вашето внимание и јавување со напомена дека утре повторно сме овде на истата фреквенција, а во меѓувреме можете да кликнете и на ih.mk, каде што во контекст на нашето мото мислете на себе, можете да најдете многу совети за превенција на вашето здравје. Поздрав до утре и секое добро.